Председателство на ДУИ попладнево на состанок во Тетово одлучува дали ќе учествува на лидерската средба, која за утре ја закажа премиерот Мицковски. Во Тетово е колешката Миријана Давидовски, имаме во живо во Централниот дневник. Миријана, има ли некаква одлука од ДУИ? Не, Иван, се уште нема одлука, веќе 2 часа трае состанокот на председателството на ДУИ. Оно што можеме да го видиме овде во еден локален хотел зад стаклените врати е дека постојано на главната говорница е председателот на ДУИ Али Ахмети, а се менуваат и други говорници од партијата. Според информациите од Демократската унија за интеграција, токму на овој состанок на председателството, тие треба да донесат и конечна одлука дали ќе присуствуваат утре на лидерската средба која што ја организира премиерот на државата. Според неофицијалните информации кои до овој момент ги имаме, а за кои што чекаме потврда, е тоа дека лидерот на ДУИ ќе присуствува на оваа лидерска средба, бидејќи видел простор под точката разно, која што е ставена на дневниот ред на овој лидерски состанок, тој да ги презентира своите барања, односно она агенда која што како конгрес на партијата ја има донесена, а се однесува на тоа дека партијата бара Бадентер при избор на влада, но и при гласање на во Уставниот суд, исто така членство во Европската унија, но и она нивна агенда или пакет мерки, како што велат од партијата, за спас на државата. Но дали ќе се донесе конечно оваа одлука за утрешното присуство на лидерот на ДУИ Али Ахмети на лидерската средба во Скопје, ќе почекаме уште малку откако официјално треба тоа да го соопштат. Се уште трае состанокот, речи се 2 часа. Исто така ќе прашаме и дали ќе поддржате она барање кое што го има премиерот Мицковски, за кое што сака да зборува утре на лидерската средба, тоа е укинување на техничката влада, 100 дена пред организирање на изборите, но и дали можеби ќе побараат предвремени парламентарни избори. Ова се засега информациите, се извинувам, со кои што располагаме неофицијално до овој момент. За многу повеќе детали ќе побарам вклучување повторно во дневникот. Да, Миријана, благодарам за овие информации, ќе те очекуваме во живо во секој момент во дневникот. Тоа беше интеграција, ќе одиме во живо да видиме каква е одлуката на ДУИ. Добро. Вечерва para Macedoniști, pastaj shqip, se është në lajme. Вечерва се одржа вториот состанок на Генералниот совет, на новиот Генерален совет на Демократската унија за интеграција, со овој дневен ред, политичка ситуација, лидерска средба, односи со други политички партии и 4 под разно. По дебатата која што следуваше во текот, особено во врска со лидерската средба, се донесе со унанимна одлука од Генералниот совет како надлежен орган дека председателот на Демократската унија за интеграција ќе треба да присуствува и да, тој ќе присуствува на утрешната лидерска средба во клуб на пратеници. Некои од барањата, кои ќе бидат клучните барања на утрешната лидерска средба и дали ќе се поддржи укинување на техничката? Тоа остана како ексклузивно право на председателот да одлучи до утре, за сега нема такво нешто конкретно. Останува ексклузивно право на председателот на партијата во текот на средбата да го одвива разговорот или средбата и врз основа на нашите очекувања или нашите барања. Информации што ги добивме досега за